Јас ќе се повикам на членот 122, став 1, работните тела заради извршување на работите и задачите од својот делокруг можат да бараат податоци и информации од органите на државната управа и од други органи и организации. Од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Во текот на последниве неколку дена актуелна е темата со лажирањето на документацијата за служење на воен рок од страна на сегашниот премиер, несреќен, кој што пред точно 21 година има поднесено во предрегрутната комисија на Министерството за одбрана некоја документација дека е трајно неспособен. Дали лажел или е трајно неспособен, неколку пати до сега го повикувавме на пресконференции, дури дадовме и рок пред да излезат некои работи во јавност. Меѓутоа тоа не се случи. Откако излегоа документите на социјалните мрежи и ние нормално прашуваме за тие документи, дали се вистинити, дали се автентични, добивме потврда од Министерството за одбрана дека станува збор за автентични документи, документи со кои што се потврдува трајната неспособност на премиерот. Сега, исто така нема демант од премиерот. Јас ќе бидам прилично краток во моето образложение и кратко ќе го формулирам моето побарување за информација од надлежен државен орган на Република Македонија. Мислам дека оваа комисија нема друга која што би можела да биде надлежна за оваа работа, освен оваа Комисијата за одбрана и безбедност, за тоа, за начинот на кој што е издаден безбедносниот сертификат, односно можноста на премиерот на државата да има пристап до класифицирани информации. За да го формулирам прашањето, морам да дадам образложение не заради колегите пратеници, за кои што верувам дека го познаваат добро законот за класифицирани информации и уредбата за пристап, односно за безбедност на лица корисници на класифицирани информации, туку за јавност. 3 до 4 минути ќе ми дозволите да ги прочитам работите. Значи, безбедносен сертификат се издава на физичко лице кој ги исполнува следните услови. И сега ги наредува. Државјани на Македонија, да постои оправдана потреба за тоа, да не постојат околности што го ограничуваат пристапот до класифицираните информации, физичкото лице да има деловна способност. Ова е услов од Законот за класифицирани информации, член 38. Значи физичкото лице да има деловна способност. Ќе ве потсетам, ние во текот на денот побаравме надлежните институции, за кои што веруваме дека се заробени од страна на Социјалдемократскиот сојуз и на Демократската унија за интеграција, и не очекуваме дека ќе постапат, меѓутоа ние ги повикуваме да не прават преседани и да се на некој начин да одговорат на ова наше побарување, да утврдат дали премиерот има деловна способност. И сега реди уште точки и доаѓаме до друга точка, исто во членот 38, вика лицето да е здравствено способно. Значи, ова се работи кои што се предвидени со Законот за класифицирани информации, членот 38. Понатаму, за да му се издаде на лицето безбедносен сертификат, потребно е писмено барање до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, кои што спроведуваат постапка. Тоа е членот 35 од Законот за класифицирани информации. Без претходна проверка, сертификати се издаваат на председателот на државата, на премиерот, на вице-премиерите, на председателот на Уставниот суд и на председателот на Врховниот суд. Тоа сме го ставиле во закон, односно го ставил некој претходен парламентарен состав. Со оглед на тоа што го кажав претходно, на премиерот очигледно е дека не му е правена безбедносна проверка, туку го добил сертификатот по автоматизам. Меѓутоа, тоа не ја ослободува Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации да доколку, согласно своите законски овластувања, дојде до информации, до сознанија дека постои безбедносен ризик за одреденото лице кое што е носител на сертификат и му е овозможено пристап до класифицирани информации, да истите тие, значи услови, ако дојде до промена на условите, да тој сертификат биде одземен.
Во нашиот случај, ние имаме лице, еве без разлика да не го споменуваме премиер, иако не можеме да останеме неми и глуви на ова што се случува деновиве, без разлика што коментираат колегите од власта, дека ова се некакви обиди и така натаму, факт е дека ние во моментов имаме лице кое што е премиер, кое што во 2000 година, во месец октомври, приложило до надлежната регрутна комисија документи каде што тврдело дека е трајно неспособно. И сега, ако таквото лице е трајно неспособно, станало премиер на државата, а во условите членот 38 јасно пишува дека лицето треба да има деловна способност и треба да е психофизички здраво, значи тоа се две точки кои што се јасно предвидени во членот, да завршам само при крај сум. Тогаш веќе мислам дека се доведуваме во состојба да ги покриваме работите, да работиме незаконски, иако сме предупредувани, односно сте предупредувани од наша страна за оваа состојба. Завршувам, ќе го формулирам сега прашањето, да. Од моја страна, ќе предложам на Комисијата за одбрана и безбедност, како според мене единствено надлежно тело во Собранието на Република Македонија, кое што може да побара информација од друг надлежен орган во делот на безбедност и одбраната, и моето прашање го формулирам според следново. Бараме информација од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, дали постојат промени во безбедносниот ризик за лицето Димитар Ковачевски, премиер на Република Македонија. Се надевам дека прашањето е јасно и мислам дека без разлика што ова доаѓа од нас како ВМРО ДПМН, не опозиција, мислам дека сите ова треба да ги загрижи и без разлика што некој има лични интереси или било какви други интереси. Затоа што ако направиме преседан сега, верувајте дека тие преседани ќе се влечат и во иднина, а тоа не се демократски методи. Благодарам. Благодарам. Предлогот на пратеникот Драган